За влакно е избегната трагедија пред само неколку дена во каменичкото село Косевица. Откако приколка натоварена со дрво до пожарена борова шума се откачила од трактор и удрила во гаража на еден од жителите. Жителите предупредуваат дека прашање навреме е кога може да има и повредени, бидејќи низ селото секој ден минуваат претоварени камиони и трактори тешки и до 35 тони, наместо правилото до 10 тони. Тие бараат итна реакција од надлежните институции. Почнаа да си вршат дотур беше договор со маленки тракторчиња или со малечок еден камион имаше со дозволена носивост на камионот и на дрвата да може да е до 10 тона, што може тој толку може да издржи тај пат. Тој камион некој испадна некој проблем, запали се нешто, он најде слаба точка меѓу населението, почна да си кара со голем камион, кој му е тежината му е на камионот си убаво пиша 11 кг и 800 тона. 5 тона е крано што ги товара дрвата, значи това со 17 тона. И товара на него по 15 до 20 кубика дрва и това може да замислите дека испада целата тонажа од 30 до 35 тона. Че ние ќе преземеме порадикални мерки, ќе се сопираме тука, ќе ги блокираме камионите и тракторите и ќе крај на крајва најдобро ќе биде за тие што сега земали таа горе да сечат, нека си тера алтернатива по црн пат да спадат до главниот пат, до магистралниот, или нека си соберат тракторите и да си ојдат, подобро ќе биде него да настанат поголеми проблеми. И која безбедност нарушува, оне пред 2-3 дена се откачи една приколица, среќа што немаше кола подзади тракторо, 5-6 метра се влече надзаде и на човеко, на еден мој комшија пред наму гаражата. Среќа што немаше никој подзади тракторо и среќа што не беше домаќинот и газдата на гаражата во гаражата. За случајот со жителите од селото Косевица, Емнет телевизија се обрати до Министерството за внатрешни работи. Оттаму вела дека секторот за внатрешни работи Штип постапува согласно законските надлежности и превзема мерки и активности за контрола на учесниците во сообраќајот и почитување на прописите. Ви информираме дека секторот за внатрешни работи Штип постапува согласно своите законски надлежности и превзема мерки и активности во делот на контрола на учесниците во сообраќајот и почитување на прописите. По добиени сознанија, пријави или утврдени индиции за евентуално претоварување на товарни возила и други прекршоци, полициски службеници вршат соодветни контроли и постапуваат согласно законските овластувања, вклучително и упатување на возилата на дополнителни проверки и вонреден технички преглед кога се исполнети законските услови. Во однос на мерење на тежината на возилата, контролите се реализираат согласно расположливите технички можности и во координација со надлежните институции кога тоа е потребно, велат од Министерството. По револтот на жителите јавно се огласи и градоначалничката на општината, Сонја Стаменкова, која рече дека револтот на жителите е и нејзин, бидејќи како што кажа, штетата не ја трпат само жителите, туку и општината. Јавно побара институциите да превземат мерки. Ние неколку пати одржувавме состаноци за да можеме да се договориме на начинот на кој што ќе се превезува дрвна маса и да се испочитуваат тие договори, она што ќе се договори нели на нашите заеднички состаноци. Револтот на граѓаните и мој револт ги поддржувам барањата на жителите на село Косевица, бидејќи штетата не ја трпат само тие, туку и општината. Тешки товарни возила сериозно го оштетуваат локалниот пат, а на крајот општината е таа што треба да обезбеди средства за санација и тие средства да ги обезбеди од буџетот на граѓаните. Дополнителен проблем е што немаме ефикасен механизам да ја наплатиме таа штета од оние што ја предизвикуваат. Градоначалничката Сонја Стаменкова, како што подвлече, очекува сите надлежни институции да превземат одговорност за да се заштити јавниот интерес и општинската инфраструктура.